Добре дојдовте во новото издание на политичко-информативната емисија Неделник на Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Јас сум вашиот водител Петар Петровски. Во денешното издание на Неделник ќе се осврнеме за новите збринувања во Отава, Онтарио, Квебек и Алберта. Па да почнеме. Па да почнеме со тоа што се случуваше денобиве во Отава. Според надписот на The Canadian Press, пренесен во канадскиот национален весник The Globe and Mail, лидерот на сојузното NDP Джагмет Синг и му врачи свој виден ултиматум на премиерот на Канада и лидер на Либералната партија на Канада Џастин Трудо, дека има до 1 март 2024 година да го исполни ветувањето за национална програма за лекови или ќе прекине безусловната поддршка на либералната малтинска влада. Причината за ваква смена на курсот од лидерот на сојузното NDP Джагмет Синг е поради притисокот од страна на неговите пратеници кои се изморени од празните ветувања на премиерот Џастин Трудо. Во петокот попладне се објави веста дека коалицијата ќе опстане бидејќи договорот помеѓу либералите и NDP е постигнат. Додека премиерот Трудо и лидерот на NDP Синг преговараат околу иднината и опстанокот на нивната коалиција, полека но сигурно се ближи рокот за исполнување на препораките на Комисијата за повикување на законот за ворена состојба водена од страна на поранешниот судија Руло. Имено, судијата Руло во својот извештај издаде 56 препораки за година да се избегнат вакви проблеми. Исто така, судијата предложи 7 амандмани на самиот закон. На предложените препораки судијата Руло и даде рок од 12 месеци на канадската сојузна влада да одговори, но нема да има никакви казни ако тие препораки не се исполнат. Имено, во надписот на The Canadian Press, пренесено од CTV News, причината зашто се чека на исполнувањето на препораките на судијата Руло е исходот на барањето за оштета како и жалбата на сојузната влада до Врховниот суд на Канада во врска со пресудата на судијата Ричард Мозли минатиот месец. Кога станува збор за премиерот Трудо и неговата популарност, според последните јавни анкети е во постојано опаѓање. Анкетата, која е изработена од Ник Нанос, објавена на страниците на Globe and Mail, спроведена по електронски пат или по телефон, имало 1114 испитаници и маргина на грешка од 2,9%. Според резултатите од оваа анкета, како иден премиер, огромен процент го гледа лидерот на Конзервативната партија на Канада Пиер Полиев, освен популарност на премиерот Трудо во паде до вербата, исто така во паде до вербата на канаѓаните кон традиционалните медиумски канали. Според премиерот Трудо, тоа се должи на подемот на теоретичарите на заговор и социјалните медиуми кои работат да го задржат народот во нивните мали мејори, кои не им дозволуваат на луѓето да се согласат на заеднички збир на факти. Скептицизмот кон традиционалните медиуми е најизразен кај англофонското население, каде довербата на медиумите е на 37%, додека кај франкофонското население стапката на довербата е нешто повисок на 49%. Министерот за животна средина Стивен Гибо е повикан од страна на парламентарниот комитет за транспорт, инфраструктура и заедница да ја објасни неговата изјава околу финансирањето на нови патишта. Имено, министерот Гибо минатата недела даде изјава за печатот во која кажа дека сојузната власт нема повеќе да субвенционира изградба на патишта, дека тие пари ќе се пренасочат во борбата против климатските промени. По оваа изјава следеше бурна реакција на премиерите на Онтарио Даг Форд и на Алберта Даниела Смит. Министерот Гибо на барањето кое беше усвоено едногласно во парламентарниот комитет, заедно со министрите Шон Фрейзер и Пабло Родригес, се повикани да одговараат поединечно одговарат поединечно на поканата да спредочат пред комитетот во рок од 14 дена на едночасовен распит. Конзервативната членка на парламентот од Летбридж, Алберта Рейчел Томас, понесе барање пред парламентарната комисија за канадско насилство за истрага за зголемената антисемитска риторика и насилство, што се зема поголем подем по нападот на Хамас на 7 октомври минатата година. Барањето на Томас е поздравено од Центарот за Израел и еврејски прашања.
Доколку оба барање се усвои, парламентот ќе биде приморан да изврши сеопфатна студија за ова прашање и да ги повика универзитетските декани да бидат испрашани за нивните напори да ја подобрат состојбата со растечкиот антисемитизам на универзитетските интернати. Кога станува збор за родовата идеологија, синдикатот на наставници во градот Кингстон, Онтарио, достави писмо до своите членови дека ќе бидат дисциплинирани доколку потребуваат ултрадесничарски зборови како момчиња и девојчиња. Понатаму во писмото се вели да се избегне прекорувањето на учениците за употреба на мобилни телефони за време на наставата и да не се прекоруваат учениците кога достанат за настава, пренесува Трунорф. Премиерот на Онтарио Даг Форд изјави дека ќе продолжи со замрзнувањето на покачувањето на провинцијалните акцизни даноци за алкохол до 2026 година, кои треба да се покачат од сојузната влада на 1 март 2024 година. Исто така, премиерот Форд најави дека до 2026 година провинцијалниот монопол за купо-продажба на алкохол ќе се смени, пренесува Трунорф. Исто така премиерот на Онтарио Даг Форд на дневен ред на расправа во провинцијалниот парламент во Торонто во минатиот вторник на дневен ред за расправа стави пакет закони што прават измени на редица од постоечките закони со цел да се поедностави развојот, забраната за плотарини за новоизградени патишта и патишта кои се изградени провинцијата, и правото на референдум не само за јаглерониот данок, туку и за низа други прашања, пренесува CP24. Провинцијалната влада на Квебек побара од сојузната власт на доместо околу 1 милиарда канадски долари за трошоците што ги направила за обезбедување на социјални услуги за азилантите почнувајќи од 2021 година. Владени представници од Квебек бараат поеднакво распоредување на мигрантите низ целата земја, бидејќи од 289.047 мигранти кои се во Канада, во Квебек се здомени 160.651 мигранти, додека 380 мигранти се здомени во Атлантска Канада. Владата на Квебек бара од ОТОВА да го стегнат протокот на азиланти и да го заости сегашниот визен режим поради тоа што огромниот број на азиланти става огромен притисок врз образованието и здравството, пренесува Трунорф. Фирмата за консалтинг Deloitte објави студија која заклучи дека покрај легализацијата на продажбата на марихуана, нелегалната трговија со марихуана продолжува непречено. Во истата студија се наведува како една од главните причини за тоа е скапата цена на марихуаната која се продава легално. Од вести од Онтарио и Квебек сега ќе се слушнеме новости за тоа што се случува во Алберта. Премиерката на Алберта Даниела Смит вети забрана на користење на машини за електронско пребројување на гласовите во следните парламентарни избори, пренесува Трунорф. Адвокатот од Алберта Джефри Рад најави групна тужба во име на предпријатијата кои претрпеа финансиски загуби поради затварањето за време на ковид кризата. Имено, адвокатот од Алберта се одлучи на ваков потек, откако судот на кралската клупа во Калгари, Алберта, просуди дека 7 од одлуките на албертанскиот јавен здравствен сервис биле донесени незаконски, пренесува Трунорф. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Повелете ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа, би ве замолил да се претплатите со тоа што ќе кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашиот неделник. Во име на сите од Македонскиот информативен центар, ви пожелуваме да останете живи и здрави во овие времиња. До следното слушање, довидување.